Наместо на онлайн платформата, советничката група на ВМРО ДПМНЕ денеска за одржување на седница на Советот се појави во Собраниската сала. На овој начин тие го искажаа својот револт од одлуката седниците на Советот да се одржат онлайн наместо со физичко присуство, за што услови тврдат има. Кога можат учениците од трето оделение да бидат присутни, целата општинска администрација да е физички присутна, не знам каде е проблемот, 20 советници да се соберат во било која сала во општината и да одржат седница во која што ќе има плодна дискусија, бидејќи свесни сме дека онлайн седниците има негативен импакт врз квалитетот на дискусијата. Ставот на советничката група на ВМРО ДПМНЕ е ако можат работниците, зошто да не можат на своите работни места да работат и советниците. Затоа нека да разбере штипската јавност дека вакво однесување од една страна да бараме хронично болните и текстилните работници да одат на работа, а од друга страна од креветот спална соба да држат седници, ВМРО ДПМНЕ тоа не го поддржува и до крај ќе се однесуваме на ваков начин. Според ВМРО ДПМНЕ не била во прашање безбедноста, туку нешто друго. Короната на сите ниво на власта овој момент е алиби на власт. А овде во минуто до 12 сака да на сверциски начин, на еден нивен личен начин да ги донесат одлуките кои сакаат самите да ги донесат. На денешните обвинувања од страна на советничката група на ВМРО ДПМНЕ, председателот на Штипскиот совет Маријана Рогожарска-Поповска опонираше со следново образложение. По добиена информација од страна на дел од советниците дека биле во директен или индиректен контакт со лица кај кој е потврдено присуството на COVID-19, поради што како одговорни граѓани се одлучиле за мерката самоизолација, како председател на Советот на општина Штип донесов одлука 40-та седница на Советот да се одржи онлайн. Ваквата одлука е донесена единствено во насока за заштита на јавното здравје. Жалам што советниците од редовите на советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата не беа дел од онлайн седницата, иако беа уредно известени за причините поради кои дојде до промена на начинот на одржување на седницата. Со ова само потврдија дека за нив не се важни интересите на граѓаните и непреченото функционирање на општината, туку приоритет им се ситните политички поени кои би ги добиле ставајќи ги во заблуда граѓаните на Штип. Стои во информацијата.